Вчера околу 9 часот и 30 минути на автопатот Тетово-Скопје во близина на надвозникот за Добарце, патничко моторно возило Пежо со скопски регистарски таблици загубило контрола, излетело од коловозот и се превртело. 28-годишниот возач од Скопје задобил телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница пуштен е на домашно лекување. Од излетувањето оштетени се 20 на метри метална и 4 метри жичана заштитна ограда. Извршен е комплетен увид, а вкупната материјална штета во оваа несреќа се проценува на 200.000 денари, додека причина за истата првично е неприлагодена брзина според условите на патот. Вчера сообраќајка и на автопатот Тетово-Гостивар. Околу 18 часот патничко возило Пасат со струшки регистарски таблици, управувано од 40-годишникот Дебар, налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Повредени во несреќата нема, но материјалната штета се проценува на близу 15.000 денари. 27-годишен гостиварец вчера пријавил дека во периодот помеѓу 20 и 22 овој месец бил измамен од непознато лице кое телефонски му се јавило и му понудило сезонска работа во Германија, а подоцна електронски му испратило и договор за работа. Напоредно со тоа, непознатиот побарал на име на друго лице да уплати 4.000 денари и по пошта да го чека писмениот договор за работа. Гостиварецот ги уплатил парите, меѓутоа договорот воопшто не го добил, ниту бил повикан на сезонска работа, додека посредникот веќе не се јавувал на телефонскиот број. Тогаш сватил дека е измамен. Случајот е пријавен и се преземаат активности за негово расветлување. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира и им советува на граѓаните да не прифаќаат разговори, договори и слично со непознати лица, особено не со лица кои им нудат најразлични производи и услуги непосредно или по електронски пат.